Неопходно е интегрирање на неформалните собирачи на отпад во системот, односно нивна формализација и поврзување со домаќинствата, стамбени згради и со фирми што селектираат. Околу 3000 собирачи на отпад секојдневно собираат отпад низ земјава, најчесто пластика и стакло, за кои се потребни години за да се распаднат. Наскоро добиваме модерен центар за управување со отпад, а со тоа и нови работни места за собирачите. Ние ќе формираме социјално предпријатие, значи се раѓа нешто ново оваа 2020 од нашето здружение, тоа е социјално предпријатие Биди зелен, кој што ќе биде наменето за формализација и инклузија на собирачите. Ни се одобри образовната програма собирач на секундарни суровини. Значи тие се собирачи на секундарни суровини и се професионалци во тоа што го прават. Идејата е наместо да собираат од контейнери и на други површини кај што наоѓаат, да биде тоа организирано по згради, фирми, установи кои што ќе селектираат и потоа собирачите ќе се разбудат понеделник, вторник, среда, четврток, петок ќе си имаат распоред во кои згради, во кои населби ќе одат да го земаат. Сега таа образовна програма е важна, бидејќи со образовната програма они ќе ги сватат бенефитите од вработувањето и нормално тие што ќе ја поминат успешно ќе бидат тие што ќе се согласат на тие услови на работа за да бидат вработени и кога ќе поминат образовната програма имаат некој вид лиценца или дозвола како собирачи на секундарни суровини, ќе бидат професионалци во тоа што го прават со легитимна дозвола и ќе ја собираат таа суровина од зградите, фирмите и другите установи, а не од контейнерите. Може би најинтересниот фокус е социјалното предпријатие и инклузија, формализација на собирачите, а младинската мрежа, што ја спомнав, средношколската мрежа се фокусира на училишта на сончева енергија и средношколците ќе бараат да училиштата користат повеќе со сончева енергија за електрична енергија или за греење и ќе застапуваме поголемо застапеност на образование за климатски промени. Тоа што уште ќе бараме годинава е општински или локални планови за чист воздух. Значи владата знаеме дека има план за чист воздух, го постави како стратешки приоритет. Сега се надаме дека и новата влада тоа ќе продолжи, но обврската исто на градоначалниците е да изготват еден план за чист воздух, бидејќи не само Скопје, Тетово и Битола се загадени, туку знаеме дека и Прилеп, и Кичево, и Струмица знае да биде загадени, значи секој градоначалник ќе си има обврска или ние сакаме тоа да го наметнеме да си има план со мерки за намалување на загадениот воздух во нивните градови. И владата секако тоа треба да го поддржи, се надеваме дека новата влада ќе остави како стратешки приоритет. Здруженијето Go Green со нова иницијатива "Сакам да селектирам". За таа цел поставени се првите канти за селекција на пластика, хартија и капачиња од шишиња во стамбена зграда во Скопје. Доколку имате потреба од канти за селекција, побарајте ги. Go Green се секогаш достапни.